Во оваа емисија на Агенда 35 го отвораме поглавјето 10 информатичко општество и медиуми со фокус на првата област. Додека приватниот IT сектор во земјава зема замав, динамиката на дигитализација на јавните услуги е се уште бавна, иако властите имаат амбициозни планови огледувајќи се на успешни примери, како оној на Естонија. Разговараме со експерти, луѓе од секторот, а гостин ни министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шакири. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате. Државата прави стратегии за да ги дигитализира јавните услуги, но приватниот сектор рапидно ги зголемува компјутерските услуги што нашите информатичари ги продаваат во странство. Компаниите од секторот информатичко-комуникацијска технологија останаа стабилни за време на ковид кризата. Гостинка ни е претседателката на МАСИТ Анета Пешева. Ви ја представуваме Elevate Global, млада македонска IT компанија која прави иновативна платформа, базирана на предиктивно моделирање и вештачка интелигенција за енергетска и телекомуникацијска индустрија. Интервју со министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шакири. Останете со нас. Македонија е умерено подготвена во областа на електронските комуникации и информатичкото општество. Анализирајќи го поглавјето 10, Европската комисија забележува дека е постигнат одреден напредок лани, бидејќи земјата напредувала во подготовките на долгорочна стратегија за информатичка и комуникацијска технологија. Но токму тоа е и една од главните забелешки на комисијата – Македонија да ја финализира оваа стратегија. Во однос на информатичкото општество се подготвува долгорочна стратегија за информатичко-комуникацијска технологија. Започна изготвувањето на стратегијата за развој на дигитални вештини, а дигиталната писменост е приоритет во новата стратегија за образование. Електронските потписи може да се користат во новиот е-портал за услуги во земјата. Употребата на системот за интероперабилност меѓу институциите малку се зголеми за време на извештајниот период, иако многу од нив не го користат и покрај тоа што имаат инсталирано опрема и софтвер. Подготовките за општата рамка и услуги за е-влада продолжија. Потребни се поголеми напори и подобрена координација помеѓу институциите за модернизација и дигитализација на јавната администрација, пишува во извештајот за напредокот на земјата. Статистичките податоци покажуваат дека македонски информатичари и програмери во текот на 2019 година направиле услуги за странство во вредност од 189 милиони евра. Со тоа извозот на информацијски и компјутерски услуги од земјава е зголемен за 17,2% или за 27,7 милиони евра во споредба со претходната 2018 година. Тоа значи дека земјава има поголем извоз на информатички услуги отколку на пример на зеленчук и овошје. Најголем дел од овој извоз или 95% отпаѓа на извоз на компјутерски услуги, а помал дел од околу 9,5 милиони евра отпаѓа на извоз на информацијски услуги. Извозот на информацијски и компјутерски услуги бележи висок раст во изминатите неколку години. За 4 години, извозот на компјутерски и информацијски услуги од земјава е зголемен за 2,5 пати, или извозот во 2019 година бил поголем за 113 милиони евра во споредба со извозот остварен во 2015 година. За споредба, некои земји од регионот, како на пример Србија или Хрватска, од извоз на компјутерски услуги имаат девизни приливи поголеми и од 1 милијарда евра годишно. Познавачите на состојбите во овој сектор велат дека кај извозот на компјутерски услуги значителен е уделот на аутсорсинг индустријата или така нареченото лон производство на софтвер. Станува збор за субконтракторски договори со кои македонски IT фирми се ангажирани како подизведувачи од страна на странски фирми за програмирање за доработка на одредени кодови. Многу е помал делот на извозот на софтверски производи дизајнирани од македонски IT компании, но и тој дел бавно, но стабилно расте. Потенцијалите за извоз од IT индустријата се многу поголеми, особено ако индустријата ја добие потребната системска поддршка од државата. Македонија ќе се дигитализира по примерот на Естонија, но со побавно темпо. Балтичката земја е лидер во дигитализирање на јавните услуги. Земјава пак ги има подготвено документите и стратегиите за трансформација на административната бирократија, но на терен се забележуваат предизвици кои може да се поделат во неколку категории: квалитет на услугите, инфраструктура и ресурси и кадар. Главната точка каде што граѓаните ги добиваат услугите без да одат на шалтер е националниот портал за услуги, кој е во функција повеќе од една година. Од анализата на граѓанскиот сектор за досега достапните услуги се наведуваат следниве забелешки. Сите услуги кои се наведени на е-услуги порталот
не се, според мене, не се целосно електронски. Што значи тоа? Значи, за вие да добиете електронска услуга, има неколку компоненти, 3 компоненти сметам дека се битни. Значи, првата вие да ги најдете електронски документите кои сакате да ги поднесете. Втора работа е да може да се плати таа услуга, електронски, односно онлайн. И третото е да ја добиете таа услуга, најчесто документи да ги добиете на домашна адреса. Сега, две од овие три компоненти не ги исполнуваме. Во Министерството за информатичко општество и администрација, како носител на процесот на дигитализација, постојано се работи на ажурирање на услугите. Се спроведува стратегијата за јавна администрација, националниот оперативен бродбенд план, кој се однесува на воспоставување на интернет инфраструктурата и националниот систем за управување со документи, што треба да им овозможи на институциите размена на информации, вели министерот Јетон Шакири. Преку порталот услуги целосно онлайн достапни се 62 услуги. 104 услуги се остваруваат преку пренасочување до институцијата која ја дава услугата. Дополнително, порталот содржи 800 информации и документи. За да се споредувате на стратегија, ја секогаш повикувам и сме во комуникација со сите важни релевантни институции, почнувајќи од министерствата, каде секојдневно комуницираме за што повеќе дигитални услуги да имаме. Значи, комуницираме во аспект на тоа да развијаме нови услуги за Министерството на информатичко општество, да ги развијат тие услуги, ќе треба да имат соработка и со другите институции. Например, денеска сме комуникација со Министерството за внатрешни работи, за неколку плюс 20 дигитални услуги заедно што треба да ги развијаме со Министерството за внатрешни работи, со Управата за јавни приходи, со сите важни институции кои секогаш соработуваме за да имаме една дигитална услуга повеќе. Институциите не се доволно меѓусебно поврзани во системот за интероперабилност, што дополнително ја отежнува брзата комуникација и одговор на барањата на граѓаните. Според Мојсовски, од повеќе од 120 институции, само 32 се поврзани на системот. Министерот Шакири вели дека институциите треба и сами да бидат свесни и да побараат поврзување во системот, за да ги подобрат услугите кон граѓаните. Бројката 30 што го имаат граѓанскиот сектор секогаш, секојдневно се променува, но ние како Министерство за информатичко општество им излегуваме во пресред на секоја институција која побарува да се поврзуваат во системот на интероперабилност. Но тоа не значи дека треба ние како ресорно министерство да оставаме тие да доставуваат барање и да чекаме на времето до кога тие ќе достават барање. Ние секојдневно сме во контакт и во комуникација и јас имам побарано да ми подготват и дописи за тоа да ги информирам како е начинот на поврзување и колку добивки имаат тие од поврзувањето на процесот во системот на интероперабилност или колку е важен овој систем во процесот на дигитализација на нашата земја. Најголемиот предизвик за спроведување на дигитализацијата според Мојсовски ќе биде наоѓањето и задржувањето на IT кадарот, за кој работата во јавната администрација не е атрактивна. Најчесто се случува да речеме туку што дипломирани студенти да не можат да најдат во приватен сектор во прв момент, па како втора шанса си идат во администрација. Но пак таму седат онолку време додека не најдат, значи како пролазно место им администрацијата, што значи дека не се обезбедува континуитет на работата. Иако може да видите сите веб-сајтови, ако ги проаѓате поготоа на министерствата, се различни, не се унифицирани, не се ажурираат, што значи дека фалат овие лица. Министерот пак се надева дека со формирањето на дигиталната агенција како централна институција за спроведување на дигитализацијата ќе можат да привлечат кадар и да го задржат. Но поважно е од тоа што ќе биде носител на сите процеси и ќе имаат собствени ресурси, дигиталната агенција ќе има можност во процесот и на вработување да ги земат подобрите IT кадари и да истовремено како институција која ќе биде во почетна фаза да изработуваме програми или политики тука за да и платите и приходите за тие вработени кои ќе бидат во таа дигитална услуга или најдобрите инженери IT да бидат малку се надевам повисоки, зашто сите знаеме дека IT кадарот секогаш е баран во пазарот и треба да развиеме политики, зашто не можеме да имаме дигитален процес без IT кадар.
Според истражување на Институтот за европска политика, 60% од испитаните граѓани се свесни за постоењето на електронските услуги, но само 48% од нив понекогаш или често користат тие услуги. Компаниите од секторот информатичко-комуникацијска технологија останаа стабилни за време на ковид-кризата, иако некои од нив изгубиле странски пазари поради откажани договори, оценува председателката на Стопанска комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИТ, Анита Пешева. Таа смета дека овој сектор има огромен извозен потенцијал, привлечен е за младите и нуди можности за преквалификација на кадри. Председателката на МАСИТ вели дека компаниите во ИКТ индустријата држат чекор со светските трендови од оваа област, но она што треба да се направи е законодавството да се прилагоди на нивните потреби. Недостатокот на инженерија е глобален проблем и предизвик со кој се соочуваат не само македонските, туку и светските компании. Поттука тие прават се за да ги задржат своите кадри, па дури да ги вратат оние кои што работат во странство. Платите се околу 1600 евра, а 85% од профитот IT компаниите го вложуваат во вработените и нивните услови за работа. Минатата година, значи, кога ги добивме резултатите, околу 2000 фирми се активни на пазарот од IT секторот, направиле 220 милиони извоз, што е, да кажеме, од 2015 година, зголемен за 35%, тогаш бил 120 милиони. И сега, што е предноста тука? Предноста е тоа, знаете, за извоз на IT продукти, софтвер, било каков извоз од секторот на IT, вие фактички немате камиони, значи не чекате на граница. Тоа е се преку жица и тоа е, мислам, навистина иднината на оваа држава, кој тоа не го разбере, и јас мислам дека голема грешка ќе се направи. ИКТ секторот, според Пешева, треба да се стимулира со пофлексибилни закони кои сега се неприлагодени за овие компании. Како пример, таа го наведе Законот за работни односи. Тој воопшто не е прилагоден за ИКТ индустријата. Знаете, во ИКТ индустријата вие не можете да направите работно време како што е пропишано по тој закон. Значи, ако некој извезува и работи за Америка, неговото работно време почнува од 14 часот попладне, па тамо до колку што трае. Ако работи за, да кажеме, за Австралија, плюс 10 часови. И вие сега тука не можете тоа така да го третирате како вообичаено. Знаете, многу гиганти во IT секторот, еве Microsoft, Facebook, Google, сите, да ви кажем, веќе разговараат и носат одлуки да и после ковид кризата да вработените можат од дома да работат скоро 50%, зашто им се покажа тоа како поисплатливо. Сега, нашиот закон тоа не го дозволува. Освен во вонредна состојба, јас дури и барав од МАСИТ да биде тоа пофлексибилно за инженерите, бидејќи ние навистина мораме да се прилагодиме на новите текови. Предлогот да не се работи во недела исто така е неприфатлив за компаниите од секторот информатичко-комуникацијски технологии. Ако некој работи за Арапските Емирати, тие во недела работат, не работат во петок. Или да кажеме Израел, тие не работат во сабота, работат во недела. Така да мора да се направи да се издвои ИКТ секторот. Флексибилноста на законите мора да бидат прилагодени според ова што младите еве сега се покажале дека се големи извозници. И тоа е многу важно. Ако не го направиме тоа, ќе ни заминат. Македонија, оценува Пешева, во однос на просекот на плати е меѓу првите држави на Балканот. Секоја држава има една тенденција да се ги прави сама законите според своите потреби на економијата. Еве ќе ви кажам дека Романија и Бугарија направија бум во овој сектор. Тие ги намалија даноците, им дадоа шанса да влезат големи компании со многу добри услови, си ги вратија сите млади дома. Бугарија ги ограничи, да кажеме, платите на младите инженери на 1200 евра,
над тоа само да се плаќа персонален данок. Заради тоа што ние во IT секторот, да знаете дека имаме највисоки плати во државата. 2,5 пати од просекот на државата е бруто платата на еден инженер. Просек зборувам. Значи таа изнесува 1600 евра. Недостатокот на инженери, според Пешева, не е проблем само кај нас, туку и во развиените држави, и затоа компаниите се борат за своите вработени. Не постои компанија која што IT компанија која што не плаќа приватно здравствено осигурување за своите вработени. Значи не постои компанија која што не ги доедуцира и не им овозможува на своите вработени да добијат најразлични сертификати кои што се препознаени во цел свет. Ние и кога имаме одлив на кадри, знаете, немаме одлив на кадри од тие студенти кои што завршуваат технички, информатичко-технолошки, технички факултети, комуникацијски. Ние имаме проблем со веќе изградени инженери, кои што имаат добиено сертификати, кои што фактички државата многу вложила во нив, фирмите сме вложиле во нив. Знаете ли дека 85% од профитот IT компаниите ги вложуваат во своите вработени и условите за работа на вработените? Целта е, вели таа, да се задржат младите овде, но и да се вратат назад да работат од тука за странски компании. Имаме ние многу случаи кои што млади инженери отишле, работеле неколку години и се вратени овдека. Или си отвориле своји компании, или работат за странски компании. Така да трендот, тој мене многу ми е драго што постои таков тренд. Не е така се како што се кажува, мислам дека тоа се огромни плати на запад или не, може би сега Силиконска долина тие ги одвојува, мислам тука е само тој центар можам да кажам дека или ако работите за тие огромни корпорации, инако ако работите инженер не е тоа нешто, вие ќе живеете подобро. Тоа е уствари суштината на зашто па и некои инженери се селат. Не ради платата. Знаете, се селат и заради условите. Ради здравството, ради школството, мислам сите тие работи се клучни заради вкупната општествена политичка состојба во државата. Не е само, ја мислам дека ние одиме во чекор со светот во секторот на IT. Според едно истражување кое било направено годишно, на Македонија недостигаат 500 инженери, а до 2023 година таа бројка би изнесувала околу 7000. Ние веќе неколку години работиме, особено со странски донации, швајцарска амбасада, британска амбасада, тука е USAID, на преквалификација и доквалификација на луѓе кои што и не се од IT професија. Значи преквалификација да сте друга професија да може во некои сегменти да влезете. Затоа имаме неформално образование, значи фирми кои што изузетно добро работат, кои што даваат сериозни сертификати и да кажеме тие секогаш помагаат во овие проекти. И знаете дека тоа е и тренд сега и младите и од другите факултети, и да е економски, и да правен, секогаш се запишуваат на тие ние тоа го викаме неформално образование. Според Пешева, секоја алатка измислена од нашите домашни компании е производ и од тука не се согласува дека тие само испорачуваат, а не создаваат своји производи. Секој производ кој што го прави, па макар бил дел од некоја голема апликација светска, сепак е тоа производ. Јас не мислам дека сите компании и повеќето работат. Има многу компании кои што работат, мислам, години во нашата држава, каде што, да кажеме, ќе видите, ако одите по министерства, се тоа домашни фирми што работат. И организации, и така и компании. Секогаш, да кажеме, тоа што ви треба за дигитализација во државата е подобро да го прави фирма која што е од домицилната држава. Во нашата држава, оценува нашата соговорничка, сите најсовремени методи за програмирање и јазици се застапени, но малку сме послаби со науките кои се нови за Европа, а повеќе се застапени во Соединетите Американски држави, како што е на пример развојот на вештачка интелигенција, но сепак има и македонски нови компании кои работат во тие сектори.
Elevate Global е млада македонска IT компанија која разви иновативна платформа базирана на предиктивно моделирање и вештачка интелигенција за неколку индустрии. Со ова решение компанијата се најде меѓу 30 најиновативни технолошки компании од југоисточна Европа. Какво решение развива Elevate Global ни објасни Ѓорги Маџаров, еден од коосновачите на компанијата, која неодамна доби и поддршка од бизнис акцелераторот Укимбау. Јадрото на Elevate Global е изработка на платформа за автоматска обработка и моделирање на временски серии и како дериват на таа платформа која што ја развиваме, генерално се издвојуваат два продукти, едниот наменет за во енергетската индустрија, каде што правиме моделирање и предвидување на производството на електрична енергија од обновливи извори, односно соларна енергија и енергија добиена од ветерници, а додека останатиот дел се однесува на моделирање на потрошувачката на електричната енергија, а другиот производ ини се однесува на автоматска анализа и моделирање на временски серии кои што се однесуваат во телекомуникацијска инфраструктура, односно мрежа. Во што се издвојува нашата компанија е што ја зголемуваме ефикасноста на тој процес, односно правиме комплетна автоматизација на целиот процес. Значи, моделирањето, анализата и предвидувањето се комплетно автономни од наша страна и дополнително користењето на најновите истражувања, најновите текови во науката се интегрирани, многу лесно се интегрираат во рамките на нашата платформа. Меѓутоа, уникатноста на нашиот производ е тоа што нуди целосна автоматизација и обезбедува добра подлога за донесување на вистинските одлуки од луѓето кои што се директно го менаџираат, односно го оперираат процесот за овие ресурси. Каде се пласира овој македонски производ и кои се неговите потенцијали за пласман на глобалниот пазар? Значи, моментално ние сме релативно мала компанија која што има неколку клиенти во странство и неколку клиенти тука во Македонија. Меѓутоа, пазарот тука во Македонија е премногу мал и тесен за нас, така да генерално се обидуваме нашиот производ да го пласираме, затоа што тоа е еден сервис за предвидување на временски серии во енергетска индустрија, каде што има голема експанзија на секаде во рамките на светот. Значи, нашата цел е сега да го прошириме нашиот пазар и да освојуваме, се разбира, нови држави, кои што се прво во Западна Европа и делови во Источна Европа, меѓутоа потоа и преминување на америчкиот пазар. Потенцијалот за развој на домашната информатичко-комуникацијска индустрија е неспорен, но прашањето е како да се подобрат условите за нејзин позабрзан развој и кои се моменталните ограничувања. Генерално, условите за развој на ИКТ индустријата кај нас во нашата земја се релативно добри, според мене. Зошто се добри? Затоа што единствен ресурс на кој што треба да обрнеме внимание во рамките на ИКТ индустријата е човечкиот капитал. Представува една од најевтините индустрии, затоа што се што треба да направите во најголем процент треба да инвестирате само во човечки капитал. И ако тоа успееме да го направиме, тогаш ќе имаме здрава ИКТ индустрија и се разбира стратешки ако настапиме, односно го таргетираме пазарот кој што постои насекаде во светот и е многу голем. Кај нас генерално индустријата е релативно добра со тоа што најмногу нуди услуги, односно се базира на некаков сервис, односно изработка на некој софтвер врз основа на некои побарувања кои што доаѓаат од странските земји, бидејќи тука, како што кажав, пазарот е претесен, меѓутоа фокусот треба да биде на производи кои што пак би се сретнале нели со дополнителни ограничувања од аспект на маркетинг, доверба кон клиенти, освојување на нови пазари и така натаму. Колку одливот на кадар надвор од земјата е проблем? Тоа е проблем не само кај нас, и во многу поразвиените земји. Една Словенија се соочува со огромен одлив на кадар од ИКТ индустријата. Една Германија се соочува со одлив на ИКТ кадар во Америка и така натаму. Така што тоа е проблем со кој што се соочуваме сега, ќе се соочуваме и понатаму. Според мене треба да најдеме начин како да го минимизираме тој удар. Дека може да се направи многу поголема кариера во останатите земји, може, дека може да се успее од тука, може, меѓутоа треба да створиме таа клима, односно да обезбедиме начин на кој што ќе ги задржиме младите луѓе високо квалификувани од ИКТ индустријата да творат
и да го искажат своето знаење тука во рамките на нашата земја. За крај, како информатичар, како една мала држава како Македонија може да се дигитализира? Кај нас дигитализацијата е длабоко навлезена. Впрочем, немаше шанси да пребродиме оваа ковид криза ако дигитализацијата не беше донесена барем на ова ниво кое што го имаме, меѓутоа постојат уште многу аспекти каде што можеме да подобруваме. За мене дигитализацијата е достап на податоци во времето кога тие ни се потребни. Зошто? Заради тоа што за било која одлука која што ја донесуваме, ни е потребна информацијата. Информацијата е запишана во податоците. Ако ние ги имаме податоците во целосно дигитална форма запишано некаде во некое време, тогаш јас ќе имам пристап до информации и врз основа на кој што ќе можам да донесам правилни одлуки. Тие информации креираат нови бизнис идеи, нови бизнис можности. Кој е тој сервис кој што ќе ги претвори тие податоци во рамки на некакви информации, кои што ќе ви дадат предност вас во рамки на бизнисот. Така што моето видување е дека треба значително да се инвестира во дигитализацијата, затоа што за малите земји и земјите кои што немаат друг природен ресурс да го продаваат и до тоа да заработуваат, едноставно е неминовен чекор кој што мораме што побрзо да го направиме, се разбира. Преку 60% од учесниците во отворената јавна консултација за акцијскиот план за дигитално образование 2021-2027 на Европската комисија сметаат дека ги имаат подобрено нивните дигитални вештини за време на кризата со COVID-19. Во отворената јавна консултација која траеше од јуни до септември 2020 година беа прибрани ставовите на граѓаните и релевантните институции и организации од јавен и приватен сектор за еднината на дигиталното образование за време на кризата со COVID-19, периодот на закрепнување и понатаму. Според резултатите, 95% од учесниците во отворената јавна консултација сметаат дека кризата со COVID-19 е точка од која нема враќање за тоа како технологијата се користи во образованието и обуката. Инаку новиот акцијски план за дигитално образование 2021-2027 на Европската комисија се темели на два стратегиски приоритети, и тоа поттикнување на развој на успешен екосистем за дигитално образование и поттикнување на развој на дигитални вештини и способности за дигитална трансформација. 98% од предпријатијата во ЕУ, кои вработуваат 10 или повеќе лица, имаат пристап до компјутерски ресурси хостирани од трети лица на интернет, односно cloud computing или пресметување во облак, покажуваат податоците на Статистичката агенција на Европската унија. И покрај ова високо ниво на пристап до услугите, употребата на пресметување во облак во 2020 година изнесува 36% и е скоро двојно зголемена во споредба со 2016 година. Разгледано по држави членки на ЕУ, кај сите учеството на предпријатија со пристап до интернет е скоро слично, но користењето на пресметување во облак е значително различно. Најголемо учество е регистрирано во Финска, Шведска и Данска, каде приближно секое 7 од 10 предпријатија користи пресметување во облак. На другата страна, услугите за пресметување во облак биле користени од помалку од 2 од 10 предпријатија во Бугарија, Романија и Грција. Пресметување во облак најчесто, односно 76% од предпријатијата користат за електронска пошта, потоа 67% за складирање на документи и податоци, 58% за канцелариски софтвер и 47% за хостирање на бази на податоци. 1 од 4 граѓани на ЕУ на возраст помеѓу 16 и 74 години, поради безбедносни причини, избегнува давање лични информации на сервиси за социјално или професионално вмрежување, покажуваат последните податоци на Евростат, а кои се однесуваат за 2019 година. Помеѓу државите членки на ЕУ, најголем удел на лица кои избегнувале давање лични информации на сервиси за социјално или професионално вмрежување е регистриран во Франција, и тоа 40%, потоа Холандија 39% и Финска 37%. Спротивно, најмал удел на население кој се воздржало од давање на лични информации е забележано во Литванија, и тоа 6%, а потоа следуваат Бугарија и Унгарија, и двете со по 8%.
Според податоците на Евростат за 2019 година, во нашата држава 1 од 10 граѓани на возраст помеѓу 16 и 74 години, поради безбедносни причини, избегнува да дава лични информации на сервиси за социјално или професионално мрежување. Денеска процесираме повеќе информации неделно, отколку што нашите предци целиот живот. За нашиот мозок тоа е голем предизвик. Дали ние тоа го воочуваме или не, се доживуваат негативни ефекти на менталното здравје. Но што ако може да се зајакне мозокот и постигне ментална и целосно здравствена благосостојба? Токму ова прашање беше предизвик за еден тим од Стокхолм, Шведска, составен од лекари, истражувачи, дизајнери и експерти за хардвер, во една од водечките клиники во Европа, да развие светски најмоćен производ, систем за мозочен тренинг. За разлика од мозочните вежби и медитацијата, кои го тренираат човековиот ум со цел да се зајакне мозокот, со овој тренинг систем се тренира мозокот директно. Системот е лесно достапен и може да се користи во домашни услови. Подесувањето одзема 30 секунди, односно уредот се поставува на глава и се избира преку специјалната мобилна апликација време трајање на тренингот. За постигнување на оптимални резултати, потребни се само 2 до 3 10-минутни тренинг сесии неделно. Инако системот ја мери мозочната активност преку уникатна комбинација на параметри, како проток на крв и оксигенација во префронталниот кортекс. Потоа, мозочната активност е визуелизирана преку тренинг игра, односно игра која корисникот ја контролира само со мозокот. Кога фокусот е соодветен, кислородот и хранливите материи одат до префронталниот кортекс и брановите растат. Наградувајќи го корисникот со позитивен фидбек, тренингот условува зголемување на енергијата на мозокот. Со текот на времето се зајакнуваат мускулите, кои го контролираат и предвижуваат целиот мозок. Овој иновативен проект е поддржан од еден шведски инкубатор, повеќе инвеститори, а со финансиски средства е помогнат и од Европската унија. Следната недела се гледаме повторно во стариот термин, 20 часот и 15 минути на истата фреквенција. Останете со програмите на македонската телевизија и гледајте Агенда 35 со нова тема од процесот на европските интеграции.